Силното невреме направи големи штети на територијата на Велес и Велешко. Еден од поголемите проблеми предизвика токму куќата на Тапанарови, која што се сруши и предизвика голема штета во дворот на семејството Ѓурови. Како што извести градоначалникот Коцевски на својата пресконференција, тие возможиле трансфер на старото немоќно лице кое што е болно од рак во ова семејство да може да оди на лекување во клиника во Скопје, инаку и самата струшена куќа на Тапанарови представува голема опасност за безбедноста на сите кои што минуваат околу оваа улица. Како што известува семејството Ѓурови, ги контактирале надлежните од управата за културно наследство, каде што добиле повратен одговор дека куќата на Тапанарови нема акт за културно наследство. Градоначалникот пак Коцевски ја информираше јавноста околу собственоста на оваа куќа, но и за понатамошните активности. Направивме истражување во државен катастар да видиме кои се собственици. 3 сестри се наследнички на тој објект. Една од нив е покојна, една е жива, една се наоѓа во лице со попреченост. Службите денеска требаше да стапат во контакт со собственичката и да ја известат дека е должна да превземе нешто за рушење или да не извести дека нема ништо да превземе, за да можеме ние веднаш да ја повикаме фирмата која е избрана на тендерот за рушење, да го срушиме објектот, за да не ни се случи да ни настрада некое лице кое поминува тука во близината на куќа. Општина Велес треба да го врачи решението на собственичката на куќата за да започне одбројувањето на 8 дена за да започне со рушење на куќата, но доколку собственичката веднаш даде повратен одговор дека од било кои причини нема да ја руши куќата, тогаш општината нема потреба да чека ниту 8 дена.